Добар ден, почитувани гледачи. Во се поголемиот наплив на електрични возила се појавуваат нови модели кои нудат разни концепти за индивидуален превоз. Најпопуларни се изведбите со теренски изглед, а разликата од премиум марките до оние масовните сериозно се намалува. Но електрификацијата почна да ги загрижува аналитичарите. Во одбрана на старите добри автомобили со мотор на внатрешно согорување застанува Mazda 3 седан, која ја имаме на тест. Почетокот е наменет за струјата. Lexus го покажа електричниот концепт LFZ со кој ги најавува новиот стил и технологиите за блиската иднина. Првиот електричен модел на Kia за само еден ден откако беше представен привлече 21.000 купувачи. Не е ни чудо кога е побрз од Porsche Taycan. Првиот наменски електричен модел на Kia ги воодушеви корејците. За само еден ден откако беше представен привлече 21.000 купувачи. Не е ни чудо бидејќи е побрз од Porsche Taycan и до 100 км/ч забрзува за само 3,5 секунди. Ваквите импресивни перформанси тој ги остварува со комбинираните 585 конски сили од двата електромотора кои ги поседува GT верзијата. Максималната брзина електронски е ограничена на 260 км/ч, а при питомото возење батериите од 77 кWh ќе обезбедат поминување на 405 км. Тие без никакви адаптери или дополнителни компоненти можат да се полнат на 400 или 800 волти, а тоа од 10 до 80% капацитет за само 18 минути. Истиот пакет батерии е на располагање и во верзијата со електромотор со 225 конски сили, каде обезбедува 510 км автономија. Таа може да се добие и со дополнителен електромотор на предната оска кој додава уште 100 коњи. Основната изведба располага со батерија од 58 кWh и 170, односно 235 конски сили во варијанта со погон на сите тркала. Значајна особина на Kia EV6 е што од своите батерии може да напојува надворешни потрошувачи на струја, но и да полни друго електрично возило. Што се однесува до дизајнот, тој представува символ на новата ера на корејскиот производител, во која EV6 ќе биде извор на инспирација за уште 7 електрични модели на истата платформа. Тие заедно со уште 4 други изведени од постоечките модели треба да се појават до 2026 година. Продажбата на Kia EV6 ќе започне на есен по цени од 45.000 евра во Германија. Долго најавуван и желно очекуван, Хамер го најави враќањето на култниот теренец кон своите корени. Новото време му донесе моќни електромотори и мноштво иновативни технологии за кои американците се подготвени дебело да го одврзат кесето. Затоа и цените му започнуваат од $80,000, колку што чини верзијата со 625 конски сили и автономија од 400 км. За додавање помоќни батерии кои се полнат на 800 волти и обезбедуваат поминување дополнителни 80 км, ќе треба да се плати уште $10,000, а исто толку поскапо чини и верзијата со 3 електромотори и 830 конски сили.
Фокусот на General Motors сепак ќе остане на пикап верзијата на Hammer, која е на располагање и со екстремни 1000 конјски сили. Таква верзија за теренецот не е најавена, но до 2023 година, кога ќе започне неговото производство, има уште доста време. До тогаш светот ќе открива дека Hammer има управување на сите 4 тркала, полуавтономни можности кои овозможуваат возење без раце на мапирани 300.000 километри патишта низ Северна Америка и други иновативни можности. Ултимативните теренски способности му ги обезбедуваат ослонувањето со прилагодлива височина, со максимален клиренс од повеќе од 40 см и специјалните режими на возење. За комфорот пак ќе се грижи луксозно уредената внатрешност, во која кога патуваат две лица собира 2,3 кубни метри багаж. Lexus го покажа електричниот концепт LF-Z, со кој ги најавува новиот стил и технологиите за блиската иднина. Со него треба да започне нова ера за марката, која до 2025 година ќе представи најмалку 10 електрични, хибридни и плагин хибридни модели. Како основа за овој луксозен кросовер е искористена нова платформа наменета за електричните модели. Таа има имплементирано технологија за менаџирање на погонската сила на сите 4 тркала, со која максимално се искористува реакцијата на електромоторот. Од Lexus не споделија никакви информации околу тоа, иако напоменаа дека оваа технологија работи во конфигурации со погон на предните, задните или сите 4 тркала. Значајна техничка иновација е и електронскиот систем за управување без механичка врска меѓу воланот и тркалата. Не се знае дали тоа заради законската регулатива ќе може да преживее до сериско производство, но затоа кристално е јасно дека дизајнот на LF-Z многу брзо ќе го видиме кај идните модели на Lexus. Предниот дел е интересна и привлечна интеракција на сегашната маска, која и не е тоа бидејќи се работи за електрично возило кое нема потреба од отвори за воздух. Силуетата е истакната со кратките превиси и големите тркала. Задниот дел е интересно изведен со комплексните LED светла и дводелното вертикално поставено трето стоп светло, а футуристичка е и внатрешноста. Lexus засега не ги објави плановите за сериско производство на овој модел. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја. А сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Имагинацијата на дизајнерите и концептуалистите во автомобилската индустрија како да нема крај. Пред своето влегување на европскиот пазар, луксузната марка на Hyundai покажа студија Genesis X, која е замислена да биде премиум електрично купе, но делува како испод хаубата да има V8. Рено отиде во друг смер во размислувањата, каде се фокусира на решавањето на урбаните потреби и екологијата. Во урбаните средини возачите се соочуваат со многу проблеми. Најголеми се просторот за паркирање, честите застои во сообраќајот и загадувањето на животната средина. Со цел да се овозможи подвижност во урбаните области во иднина, Рено го основа брендот Mobilize, кој сега го представува прототипот Car Sharing Concept Car EZ1 како прв чекор. Под чадорот на новата марка, Патрик Лашарпи и неговиот дизајнерски тим треба целосно да го реинтерпретираат системот за мобилност. Задачата е да се најде решение за мобилност што совршено ги исполнува барањата на корисниците, градовите и давателите на услугите. По направеното обемно истражување, самонаблюдување и тестовите од постојните провајдери за споделување автомобили, концептот и дизајнот на EZ1 прототип се развива чекор по чекор како возило со електрично напојување, кое во најголем дел се состои од материјали што може да се рециклираат. Новиот концепт што е во развој ќе овозможи едноставни решенија за градски транспорт, лесни за употреба на повеќе корисници на дневна основа или долгорочно без да мора да се купува возилото. По прекинувањето на производството на купето од C класата и престојното привремено заклучување на фабриката на Polestar 1, има само неколку конкуренти во Gran Turismo класата со две врати. Тука спаѓаат BMW серија 8 и Lexus LC, но оваа форма продолжува да ги мотивира дизајнерите. Корејската луксузна марка Genesis покажа како може да изгледа новото купе од луксузната класа преку елегантната, издолжена контура на студијата наречена X-концепт. Класично пропорционалното мускулесто тело со две врати се базира на архитектура на електрично возило. Елегантно дизајнираниот интериер има 4 седишта кои се пресвлечени во различни бои и имаат систем за безбедносни ремени со 4 точки. Кокпитот е ориентиран кон возачот, додека кожениот волан со два крака ги содржи повеќето команди за инфозабавниот систем. Концептот Genesis X дава јасни индикации за сегашната и идната линија на дизајн на марката, која исто така ќе се појави премиерно во Европа годинава, кога треба да бидат лансирани спортските лимузини G70, луксузниот седан G80 и моделите GV70 и GV80 како спортско корисно возило. Мерцедес наголемо се подготвува за лансирањето на луксузниот EQS. Овој модел, кој погрешно се нарекува дека е електрична верзија на S-класата, ќе има сосема нова, наменски развиена платформа. Таа ќе се искористи за сите поголеми електрични модели на марката, кај која акцентот ќе биде ставен на автономијата. Според зборовите на одговорните во компанијата, тест прототипите постигнувале автономија од преку 700 км со едно
полнење, што е досега најголема бројка во автоиндустријата. За производство на батериите, фабриката во Унтертуркхаим покрај Штутгарт веќе е опремена со најновите технологии, додека автомобилот ќе излегува од погоните во блискиот Зинделфинген. Дизајнот на EQS засега се уште не е дефинитивно познат, но во голема мерка треба да се базира на истоимениот концепт покажан пред година и пол на салонот на автомобилите во Франкфурт. Тој се карактеризира со исклучителна аеродинамика со коефициент на отпор на воздухот од само 0,2, каква ниту еден серијски автомобил нема. За разлика од надворешноста која се крие, Мерцедес гордо го покажа интериерот за кој ќе звучи скромно ако кажеме дека е револуционерен. Содржи 40 иновативни решенија, од кои најмногу паѓа во очи големиот 56-инчен заоблен екран растегнат преку целата широчина на автомобилот, за чие функционирање се грижи процесор со 8 јадра и 24 гигабајти меморија. Низ автомобилот се распределени дури 350 сензори, што ги надгледуваат сите параметри на возната динамика, кои понатаму се проследуваат на вештачката интелигенција, со што уште Мерцедес EQS ке го менува автомобилскиот свет, ке дознаеме наскоро, бидејќи се доближува терминот за негово пазарно лансирање, планирано за летово. Ауди беше прв во групата Volkswagen кој започна со електрификацијата и има намера да остане нејзин предводник. Тоа го потврдуваат плановите за развој што ги соопшти извршниот директор на компанијата Маркус Дисман, кои на моменти делуваат и преамбициозно. Според него, цврстата определба да се остане на овој пат неминовно ќе предизвика моментот кога ќе се запре со развој на моторите со внатрешно согорување да дојде доста порано отколку што се предвидуваше. Тоа е условено со финансиите и ресурсите што компанијата мора да ги одвои ако сака до 2025 година во понудата да има 20 целосно електрични модели. Иако ова и не значи дефинитивно збогување со класичните мотори, некои сега популарни модели веќе се означени за преминување на струја. На големо изненадување, а за некои сигурно и разочарување, меѓу нив се А4 и А6. Имено нивните идни генерации кои сега се развиваат ќе бидат последни кои ќе ги имаат ознаките TSI и TDI. Веќе наредните кои ќе пристигнат за некои десетина години ќе бидат само електрични, без бензинци, дизели или хибриди под хаубата. Но сепак, иако моторите со внатрешно согорување не се приоритет, Ауди нема намера да прекине со производството на возила со нив кои ќе бидат наменети за одредени региони во светот. Каде ќе спаѓаме ние, прерано е да се каже. Ауди забрзано се ориентира кон електричните модели. Еден од најважните пазари за електричните прстени се Соединетите Американски држави, каде бранот на масовната електрификација не е започнат, но аналитичарите веќе гледаат проблеми со неа. Нивниот фокус не е насочен само кон недоволната инфраструктура за полнење, туку и кон подготвеноста на енергетскиот систем на земјата да прифати голем број електрични возила.
Американците се темелни во се, па дури и во анализите за престојната масовна електрификација на возниот парк. Проценките се дека за секое новопродадено електрично возило треба да се инвестираат меѓу $1.700 и $5.800 во надградба на електричната мрежа. Од друга страна пак стигнуваат предвидувања дека до крајот на деценијава на патиштата низ Америка ќе се обраќаат околу 40 милиони електрични возила. Така се доаѓа до сума помеѓу 70 и $230 милиарди, кои државата треба да ги обезбеди во наредните 10 години, а нејзините планови се далеку поскромни и за таа намена се предвидуваат само по 3 милиарди годишно. Ако на ова се додадат и инвестициите на приватните компании, се стигнува до 10 милиарди, што можеби ќе биде доволно, но најверојатно не. Погледот кон подалечната иднина уште повеќе го продлабочува овој проблем, бидејќи се проценува дека потрошувачката на струја заради електричните возила до 2050 година ќе се зголеми двојно. Едно пак е кристално јасно. На крај сето тоа ќе го платат возачите. Реномираната аналитичка куќа J.D. Power ги објави резултатите од своето редовно истражување за квалитетот на автомобилите. Во него, иако е забележливо прегрупирање на водечките, како и во минатите години доминираат јапонските и корејските марки. Беа опфатени вкупно 32.000 автомобили во Соединетите Американски држави стари 3 години, чии собственици беа анкетирани за дефектите што ги имале. Според нивните одговори, генерален заклучок е дека автомобилите никогаш не биле поквалитетни, забележувајќи опаѓање за околу 10% на вкупниот број проблеми што ги имале. И годинава традицијата да остане на лидерската позиција ја задржа Lexus, кој според сите критериуми ја заслужи. Веднаш зад него е Porsche, чии возила, иако се повеќе се натрупани со нови технологии, продолжуваат да функционираат безпрекорно. За некои можеби е изненадување што Kia го освои третото место пред Toyota, а на петата позиција е Buick, чија гама главно се состои од модели кои не се произведени во Америка, туку се увезуваат од Јужна Кореја или Кина. За прв пат и Тесла е вклучена во оваа листа, но се најде на дното. Калифорнискиот производител на електрични автомобили досега не ги споделуваше своите податоци со J.D. Power. Тие и сега не се комплетни, бидејќи се однесуваат на купувачите од само 15 од вкупно 50 американски сојузни држави, но според општиот имидж што марката го има за квалитетот на своите возила се сосема реални. За Тесла се само Jaguar, Alfa Romeo и како последен Land Rover, кај чии возила се забележани 3 пати повеќе дефекти отколку кај првопласираниот Lexus. Повторно Mazda 3 на тест во автомагазин, но денеска имаме незината втора каросериска изведба, седанот, кој, впрочем, за разлика од хеджбекот се разликува во задниот дизајн и во димензиите. Профитирано е во гепекот. За разлика од хеджбекот кој има 350 литри за фатнина на багажниот простор, тука имаме за 100 литри повеќе, 450 литри, додека просторот во кабината е идентичен. Има исто место за нозете и за главите, додека панорамата на возачот е иста. Со бензински Sky Active X мотор, кој има 180 конски сили, седанот не е опремен со погонот на сите тркала, како што беше претходниот тест автомобил, но затоа го има повторно 6-степениот автоматски менувач. Да видиме оваа лимузина што може да пружи од комфор и динамички својства. Амбиентот во внатрешноста е раскошен и делува луксузно. Сепак Mazda сака да покаже дека има многу афинитети кон премиум сегментот, но паѓа на ситници. Например,
Погледнете го ентертеймент системот, тој се уште се раководи на овој ротационен прекинувач. Исто така неговиот дисплеј е монохроматски и не е осетлив на допир. Тоа е страшен пропуст за еден производител кој се декларира дека има ставено апостроф на технологијата. Ова е втора Mazda 3 која ја возиме во оваа сезона на автомагазин. Првата беше хетчбек со погон на сите тркала, а сега го имаме седанот кој има по семејна и по бизнис ориентација од хетчбекот. Со оваа Mazda 3 поминав повеќе од 1300 километри. Mazda 3 е извонреден производ. Ми се допаѓа играта на емоциите и традицијата во внатрешноста. Но Mazda секогаш била една од најтврдоглавите марки во историјата на автомобилизмот. Зошто го мислам тоа? Пред се, задните тркала се поврзани со каросеријата на крута остка, што е застарено решение. Многу застарено решение исто и монохроматскиот дисплеј, но јапонците имаат многу поинаков пристап кон работите, посебно Mazda, па ги истакнуваат оние важните, а додека оние што тие мислат дека се неважни за функционирањето на автомобилот и безбедноста, упорно се форсираат. Па тука доаѓаат купувачите во конфликт дали да платат толку пари за овој автомобил. Неговата цена е 33.500 евра и веќе надминува во повисокиот сегмент, иако има добра опременост. Испод каубата го имаме Sky Active X бензинскиот мотор од 180 конски сили, кој е спарен со 6-степена автоматска трансмисија. Автомобилот има одлично удобство кога возите во одредено темпо. Но во секојдневното живење секој сака да почувствува малку возбуда. А дали ќе можам да почувствувам возбуда, допрва ќе видам, бидејќи патот кој треба да ми пружи адреналинско чувство е пред мене. Она што веднаш се забележува е дека бучавата продира длабоко во кабината, но безкомпромисно е подпирањето поради цврстата задна оска, односно торзиона оска, се чувствува помала удобност и поголеми вибрации, но тоа не се одразува на стабилност. Како што гледате, Mazda 3, иако е седан и иако го нема погонот на 4 тркала кој што го имаше хетчбекот, сепак се однесува многу зрело и опуштено. Мене ме нервира звукот на менувачот кој дава звук како да се мачи. Се е на своето место и можете да се забавувате. Дури и електрониката ви дозволува малку да го почувствувате действувањето на физиката врз каросеријата, но кога доаѓа критичниот момент, знае да се активира и да ви ја олесни работата. Забавно е возењето со Mazda 3, иако е седан. Морам да повторам, бидејќи доста е смирен олеснетиот заден дел. На него како да инерцијата делува со задоцнет ефект. Потрошувачката е исто така дело на дискусија. На отворен пат јас забележав просек од 6,4 литри на околу 1100 поминати километри. Но во град таа потрошувачка се качува на 8,3, значи 2 литра повеќе, но доколку сте посмирени и покултивирани со стилот на возење, тогаш таа потрошувачка ќе биде помала. Основниот
проблем на Mazda 3 не е ниту цврстата пластика, не е ниту монохроматскиот дисплеј, не е ниту ентертејмент, односно инфотејмент системот. Најголем проблем кај Mazda е тврдоглавоста и високите цени. Бидејќи Mazda 3, иако е богато опремена, има проблем со цената. Да подсетиме, ова е седан од компактната класа, а не од сегментот повисоко, а чини 33.500 евра. Mazda е производ наменет за луѓе кои имаат специфични барања од автомобилот, а едно е да биде траен и секогаш свеж. Сепак, јас сакам да уживам во возењето, бидејќи ова не е спортски автомобил. Ова е семеен, односно бизнис автомобил, кој треба да овозможи долговечност на машината и долга истрајност. А тоа кај Mazda е средното име. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечни поздрави до следниот термин за 7 дена. До гледање.